Значи, ова е прва недела од месецот и тоа е неделата кога ја земаме светата причест, како што и ова утро имавме прилика. И се потсетуваме на Исус Христос, оној кој што беше добар и милостив да се жртвува за нас. Но денове слушаме на интересна изјава, како што и му паќа нервоза на човек кога тоа ќе го слушне. Кога јас не знаев кој е Исус Христос и колку е неговата важност голема и она што го правиме баш на таа причест и кога се потсетуваме на Исус Христос, има една реченица и на изјава која што ја слушнав, таа вика: има луѓе кои не знаат дека Христос не е презимето на Исус, туку дека е титула. Јас верувам дека Христос не е името повеќе, второто име на Исус, но порано пред да поверувам мислев дека е. Мислев дека Христос е второто име на Исус, и не како второ име на Исус во стилот дека може да каже само Христос и да се знае дека се зборува за Исус, туку како Ана Марија, како Исус Христос, две имиња. И кога се присетувам на тие поранешни времиња кога го верував тоа, кога си замислувам, си викав, Исус Христос како Ана Марија, малку ме фаќа она, ми е тешко, затоа што сваќам колку малку сум знаел за Бог и колку малку сум знаел, колку малку сум го познавал Бог во основа и сите тие лапсузи и сите тие работи кои што сум ги кажувал и за кои што не сум размислувал многу, и се прашувам, добро, каков христијанин сум бил да размислувам и да не го познавам Исус, кој што е основата, сршта на целото христијанство, а бев сигурно убеден дека јас знам кој е. И тоа е тешко да се размисли, но сега сваќам дека многу работи не знам и сакам да учам и си имам ставено една мисла дека никогаш нема да знам доволно за Бог, затоа што колку и да знам за Бог, секој ден учам нови работи, секој ден осознавам нови нешта кои што Бог ги објавува и кои што се детали, колку Бог е прекрасен, колку Бог е совршен и колку Бог е Бог на детали, колку е тој Бог кој што навистина, колку што сакаме поблиску да се доближиме до него, толку повеќе ги гледаме неговата убавина, неговата совршеност, неговата добрина. Сакам да ја запознам таа негова безусловна љубов која што има за нас, затоа што тој направи пат за да имам јас вечен живот со него. Затоа што кој сум јас во споредба со него? Кој сум јас, капка во море, зрно песок во споредба со оној кој што создаде се? Како можев да живеам во тоа незнање за Исус Христос? И како можат и луѓето кои што го дишат овој воздух во овој свет, кои што се околу мене, кои што не се христијани, се прашам како се нарекуваат христијани, а не можат да разберат дека не знаат кој е Исус Христос. И тоа е она фрустрација која што секој од нас ја има, оној кој што верува. И сум многу благодарен што знам дека Господ мене ме скрши, ме исправи, ме најде онаму и ме допре на начин на кој што само тој знаеше како и само на тој начин можеше Господ мене да ме промени, за да навистина сватам дека не знам, затоа што секој од нас кога бил во таа состојба, сите сме биле во некој момент во состојба да кажеме, знам се, нема потреба некој нешто ми кажува за Бог. Тешко е да го убедите некого, особено ако е горделив колку што јас бев горделив да кажам, јас знам за Господ и можам се и
и Господ мене ме чува и ме сака, ама јас не го познавав Господ. Кога се присетувам на тие денови, кога Бог мене ме допре, знаете на што ми доаѓа? Има една песна, вика: каква радост, неискажлива радост, каков мир, длабок, вечен мир. Каква љубов, тивка, а вечна е, свети душе, делувај во мене. И секогаш кога ќе се сетам на тој момент кога Господ мене ме допре, ме скрши, ме промени, секогаш ми доаѓа таа песна. Каква радост, каков мир, каква љубов. Нешто што јас не го знаев, не знаев за таа љубов, не ја познавав и сега знам. Добри емоции, сваќаш дека си благословен да го познаваш Бог, и во таков момент ми доаѓа една слика како црвено лале кое се отвара наутро кога сонце ќе огрее и стануваш гладен, едноставно духовно гладен стануваш, сакаш да знаеш повеќе за Бог, сакаш да знаеш повеќе за Евангелието, се отвараш и примаш што и да е, што и да сака Бог да ти зборува. Да знам повеќе за Бог, да знам повеќе за Исус, за Светиот Дух. И не е лесно. Не е лесно да се ставиме во таква ситуација, да се чувствуваме така. Има и денови кои што не се такви, има денови кои што не се отвара Библија, не сакаш да го видиш Бог, не сакаш, не знам како да го опишам тоа. Има денови кои што ни е тешко, има денови кои што сме обременети, но ајде тогаш да си спомнеме за тој момент кога Господ ни се објави, дека го познаваме Него, дека ни е пријател, дека ни е Бог, дека ни е тој кој што не заштитува и не чува, затоа што без Него не се може. Затоа што тоа ни годи, тоа не радува, тоа е она што не турка ни животот. И баш една сестра кажа, вика, кога се плашам, вака ја држам раката. Затоа што знам дека Господ ме држи за рака секогаш, дури и кога е тешко. И тоа е здраво за нашата душа, за нашиот дух. Стануваш посилен, стануваш само посамоуверен од себе, од внатре, дека не грешиш, дека си поблиску до Бог во верата, затоа што се стремиме, како и Павле што се стремеше цело време да чекориме се поблиску и се поблиску со Бог. Истражувам, читам, барам да го запознам, за да не ми се случи да речам повторно дека сум живеел во незнаење, дека има нешто што не знам за Бог, затоа што не сакам повторно да ми се случи моментот да речам ова не сум го знаел, да го знаев, уште поблиску ќе бев до Бог. Не, ќе се стремам цел мој живот, затоа што јас верувам во мојот спас, верувам во Бог кој владее, во Бог кој што е семоќен. И драги браќи и сестри, треба да се потсетуваме дека сме мали, дека не знаеме и да се стремиме да запознаваме повеќе, да истражуваме повеќе, да го запознаваме Бог повеќе. Да знаеме колку сме блиску или колку сме далеку од Бог, за да можеме да почувствуваме што е она што ни фали. Посебно во млакоста, посебно во мрзливоста и посебно во зафатеноста на секојдневието во кое што се наоѓаме. Има меѓу нас спасени од зависности, исцелени, ослободени од грев и страдања. Бог ти се објавил, те допрел со зборили со некое чудо, те заштитил, те спасил и те избавил. Затоа нема да кажам утро ајде да ги отвориме нашите срца, туку ќе речам ајде да гладуваме за Бог, ајде да жеднуваме за Бог, да бидеме жедни за Бог, ајде да мислиме дека ништо не знаеме и да бидеме тука и да се присетиме колку Бог е милостив и добар кон нас и тој ни љуби и земаме причест. Да кажам, се присетувам на се што Господ Исус направи за мене на крстот со ова лепче и со ова вино. Тоа е причеста, да не заземе или да не обземе зафатеноста на овој живот, па да заборавиме. Затоа го правиме тоа секој месец. И денес сакам да зборувам за тој презрен крст.
за смртта на Исус Христос. Малку депресивна тема, но еве, уште неколку недели до Великден, па и за тоа треба да се зборува. Да зборуваме дека Исус е воскреснат, да, за неколку недели, но денеска ќе зборуваме дека Исус умре. Исус умре. Простете ми на сарказмот, сакав позитивно да влезам во една многу мрачна, тмурна тема. Овој период јас многу проучувам апологетика и тоа како да ја одбранам мојата вера и моето верување, односно тие детали кои што се различни помеѓу нас или оние кои што веруваме во сола скриптура и уверувањата на сите останати деноминации или религиски уверувања, за да можам да се заштитам, да знам што е правилно, затоа што, како што кажав, можеби има работи кои што јас не ги знам и затоа сакам да бидам длабоко за да знам кога некој ќе ме нападне да знам да се бранам. Односно да знам што точно кажува Библијата, а тоа е вистината. И тоа што го верувам да стојам цврсто на тоа и затоа станува се полесно кога си подлабоко се полесно станува да осознаваш се повеќе и повеќе за Бог. Затоа што има толку многу волци во овча кожа, вели писмото. Најголемото изобличување кога се разработи за апологетика е во делот на воскресението, на смртта, на погребението на Исус. Посебно лагите околу смртта и спасението, кој што се кажува. Денес сакам да зборувам за делот каде што Исус е во гробот. Многу малку се знае за тој дел, односно делот помеѓу смртта и воскресението кога Исус е во гробот. Не пишува во Библијата премногу, но пишува доволно за да знаеме што се случувало. Но од она што гледав на интернет од други пастори, не зборуваат многу за оваа тема. И кога зборуваме за Великден, проповедите секогаш зборува за спасението, за воскресението и така натака. И како Исус страдаше и умре од друга страна. И што се случи откако Исус воскресна, нели? Што кажуваше, па вознесението и така. Понатака, но многу малку се зборува за времето на неговата смрт. Исус последните 3 години на неговиот живот многу ги нервираше фарисеите, тоа му беше многу важно. Не знам, се шегувам. Не му беше важно да ги нервира фарисеите, но правеше една работа која што на фарисеите многу им беше лоша, затоа што и тој се рачунаше за учител, за рави, за оној кој што го следеа луѓе. И тоа на фарисеите многу им пречеше затоа што тој го следеше Мојсеевиот закон, односно законот кој што беше воспоставен во Стариот Завет, но имаше нешто што тој никогаш не го подржуваше и не го следеше, а тоа беше устниот закон. Односно, од денешна перспектива, тоа е Талмудот во еврејската култура. Талмудот се работи кои што се устни закони, кои што се подоцна запишани за луѓето да ги практикуваат. И тоа не е мудрост од Бог, туку тоа е човечка мудрост која што е додадена. И Исус тоа не го почитуваше, не сакаше да го прави. И така фарисеите доаѓаат кај Исус и му велат, ако ти си Месијата, за кој што се представуваш, дај ни знак. Го терат Исус да направи чудо, за да може да им покаже дека еве, јас сум тој и треба мене да ме следите, јас сум Месијата. Иако ги гледаат сите тие чуда кои што Исус ги правеше, нели, нахрани илјадници луѓе, исцели лепрозни, кои што требаше тој да е болен до тогаш до моментот, слепородени прогледа. Многу работи се случува околу нив за кои што тие, иако се фрустрираат, тие не ги гледаат чудата кои што до тогаш тој ги правеше, туку нив им требаше чудо за кој што тој ќе им покаже дека тој е Месијата. Значи, сите чуда не беа доволни. И затоа Исус им вика, добро, ќе ви дадам еден знак, ќе ви дадам едно чудо, и тоа ќе биде најголемото чудо на сите чуда кои што вие го знаете, а тоа ќе биде знакот на Јона. Им кажува,
од Матеј 12 глава 40 стих ја прочитам, вика, зашто како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и Синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Во овие стихови Исус зборува за времето меѓу неговата смрт и воскресението, за кое што зборуваме денес, и што се случило во тоа време, тие 3 дена и 3 ноќи, што се случило со Исусовата душа? Или, ајде, ќе речам и со Исусовото тело, затоа што уште не знаеме дека што ќе кажам. Но дали неговото тело, дали неговата душа, дали тој во целост отиде во рајот, во пазовите на Авраам, или можеби во пеколот. Или Исус си седеше во пештерата 3 дена и 3 ноќи и не правеше ништо и чекаше. И денешната тема ќе биде да го одговориме ова прашање. Каде беше Исус тие 3 дена? Јас ќе ви дадам на почеток одговор, за да не должиме. Исус прво кога умре, отиде во пеколот. И тоа е нешто што мене многу ме вчудоневиде кога јас го сватив тоа. Не отиде во адот, затоа што адот е пеколот е дел од адот. Тоа ќе ви кажам. Сакам кога зборам за смртта, зборувам за дека христијаните многу често немаат поим што е и како е смртта, што се случува, каде одиме, што не очекува нас. И што се случува кога секој човек ќе умре, ќе го напушти овој свет, а уште помалку луѓето се интересираат што му се случуваше на Исус во тие 3 дена и зошто е тоа многу важно за нас христијаните. И многу христијани се плашат од помислата дека ќе умрат, затоа што не знаат што ќе им се случи. А Библијата многу јасно кажува што ќе се случи после смртта и ти треба да знаеш што ќе се случува тебе и што направи Исус за да не се случува тебе она што би требало да се случи. И така јас и минатата недела проповедав на оваа тема слично нешто и започнав серија на проповеди која што се нарекува проповеди на смртта. Односно за човекот каде оди кога овој свет ќе замине. И знам дека е морбидна темата. И некој ќе ти рече, абе зошто вика се распрашуваш или се интересираш за вакви работи? Не е важно. Ама кај што има сила нема правдина, Господ така сакал. Минатата недела знаете оние што бевте тука зборувавме за колку е вечна душата наша. Односно дека секоја душа, секој човек кој што зема здив на оваа земја, секој кој што е роден, вечно ќе постои. Па дури и бебе 1 минута родено, вечно постои. Што не е случај со другите животни, кои не се бесмртни. И сега, тоа не ви го објаснав минатиот пат, можам сега да го кажам. Кога Господ го создаваше човекот, за разлика од животните, на човекот му направи нешто поразлично. Го создаде човекот од земја и писмото вели му вдахна живот. Односно му дувна во нозрите, во носот и му даде душа. И теолозите веруваат дека таа душа која што Господ ја вдахна во нас е дел од него, а ако кажеме дека Господ е бесмртен, тоа не прави и нас бесмртни. И тоа е теологијата поради која може да веруваме дека ние сме бесмртни, а ако гледаме како Господ ги создаде животните, рече станете животни и станаа животни. И тоа е разликата меѓу нас и останатите животни и таа бесмртност која што ние имаме. Сега немам време да објаснувам со стихови како тоа изгледа, но треба да ми верувате. За да ја потврдам доктрината дека душата е бесмртна, е важно да ја спомнаме параболата на Лазар и богатиот човек, која Исус ја кажува во Лука 16 глава, која што ја читавме и минатиот пат. Но еве ќе спомнам во интерес на времето, кратко само неколку стихови. Вика, си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфир и во свила.
и секој ден живееше раскошно и се веселеше, а еден сиромав по име Лазар лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трпезата на богатиот, и кучињата доаѓаа и ги лижеа раните негови. Умре сиромавиот и ангелот го однесе во пазувите на Аврам. Умре и богатиот и го погреба, и во пеколот, додека беше во маки, ги подигна очите своји и го виде оддалеку Аврам и Лазар во неговите пазови. Тогаш што извика и рече: Оче Авраме, смилувај ми се и прати го Лазар за да го накваси својот прст во вода и да ми го разлади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен. Гледаме дека и богатиот и сиромавиот, односно сите луѓе, па дури Аврам, се во адот. Богатиот човек е некој кој што нема име, затоа што нема потреба, а Лазар е оној кој што има име, но тоа не е името на братот на Марта и Марија, односно не е истиот човек, туку е измислен, како што кажав и минатиот пат. И може да го видиме тој дел во адот, каде што од една страна го имаме Аврам и Лазар, кои што се во предградките на Аврам, односно во делот на рајот, кој што се вика, и потоа го имаме богатиот, кој што е во пеколот, каде што страда. И двете места се наоѓаат во адот, и двете се одделени со голема бездна, вели словото. И после воскресението на Исус, она што знаеме, што кажав, дека Исус верните луѓе, односно луѓето кои што престојуваат во пазувите или во преградките на Аврам, не одат повеќе во адот после воскресението на Исус Христос. Во моето проучување на темата од мојата претходна проповед, она што ви го кажав до сега, сватив една работа која што и вие верувам не ја знаете, можеби Анита како пастор ја знае, односно дека рајот пред и после воскресението на Исус на сите други јазици, наскоро на сите други јазици, освен на македонски, се вика различно. Значи, рај пред Исус и рај после Исус на многу јазици се вика различно. Односно, на македонски, кога ќе кажете во пазувите на Аврам, тоа се вика во рајот или рај. А во преградките на Исус, во кои што одиме од сега натака, односно од после воскресението натака, се вика со Исус на небесата. И тоа јас не го знаев. И за мене беше големо просветлување да разберам дека кога ќе се каже во рајот, значи во адот, во делот со Аврам, а кога ќе се каже на небесата, се мисли со Исус на небесата, односно во тој дел на рајот кој што е сега со Исус. И навистина се извинувам во претходната проповед што двете ги нареков рај. Адот во некои македонски преводи се нарекува подземјето, кое според Стариот Завет се наоѓа во центарот на земјата, така што кога ќе кажеме со Исус на небесата, тоа значи дека не одиме надолу под земјата, туку одиме нагоре на небото, што е многу интересна и многу добра логика за да ја разбереме. Така ако читаме што му вели Исус на распнатиот злосторник на крстот кој што стои заедно со него, во Лука 23 глава 43 стих му вика: вистина ти велам, денес ќе биде со мене во рајот, не на небесата. Исус не му кажува дека ќе биде на небесата со него, како што кажавме, и тоа има многу логика затоа што му вика уште денес ќе биде со мене, а со тоа може да заклучиме дека Исус од гробот оди во адот. Што од една страна го потврдува тоа, дека Исус ќе оди во подземјето, односно дека душата се одделува од телото на Исус Христос во гробот и тие 3 дена Исус ќе ги помине во подземјето, а од друга страна потврдува дека праведните души оделе во рајот. Односно опазувите на Аврам пред Исус да воскресне. Што пак совршено се поклопува со параболата на Исус Христос, која што ја кажува за богатиот и за Лазар, она што ви го прочитав,
дека духовната вистина за загробниот живот се исполнува во потполност, исто како што и во Ефесијаните 4 глава од 8 до 10 стих се вели, и тие се нашите главни стихови за денес, и вака вели: затоа се вели, издигајќи се на височина, ова се зборува за Исус, издигајќи се на височина, поведе робје, им даде дарови на луѓето, а кога велиме се издигна, што значи друго, туку дека слегол во долните места на земјата прво. Тој кој слезе, тоа е оној истиот кој се издигна над сите небеса, за да исполни се. Јас ставив уште 2-3 сврзници за да изгледа да звучи многу подобро. Она што сакам од Ефесијаните 4 глава од 8 до 10 стих да го чуеме, има неколку заклучоци кои можеме да ги изведеме од овие стихови. Исус пред да се воздигне на небесата, и овдека кажува слезе во долните места на земјата, и кога се вели издигна над сите небеса, да го исполни се, баш тоа е, затоа што кога се издигна над сите небеса, сега тој е таму, на небесата. И само по себе кажува дека го исполни целиот закон и пророците, тие стихови, затоа што прво слезе во долните места, односно слезе во адот, за да го однесе гревот. И второ, многу важно, ако го читате 8 стих, не знам точно во кој превод, но во МКВ преводот, мислам дека пишува издигајќи се поведе робје. Сега, што е робје? Издигајќи се поведе робје. За кој робје зборува? Кои се робовите за кои што Исус зборува тука? Исус тука кога зборува за робови, зборува за сите оние кои што се заробени во пазувите на Аврам. Оние кои што до моментот додека тој да воскресне, престојуваат во рајот, во делот на адот. Ги нарекува робови затоа што беа заглавени, односно беа заробени, затоа што до моментот додека Исус не воскресне, тие пренесувале крвни жртви, со кои што делумно се очистувале, но нивната вера ја поднесувале на Месијата кој што го чекале да дојде. И кога доаѓа Месијата, оние што го чекале, а што умреле во тој период, живеат во пазувите на Аврам, вклучувајќи го и Аврам. И кога ќе дојде Исус Христос, издигајќи се поведе робје, значи ги зема сите оние кои што биле во адот и ги носи, односно во рајот во адот, и ги носи на небесата. Никој не знае точно што се случило во адот за тие 3 дена, затоа многу теолози се базираат на општа логика, сега пак што се случувало таму кога Исус слегол и тоа што се очекува од нас. А што се очекува од нас? Она што требало да ни се случи нас, му се случило на Исус Христос таму, а тоа е дека Исус најпрвен се спушти во пеколот. Но зошто се спушти во пеколот? Се спушти Исус прво во пеколот за да ги фрли сите наши гревови во местото каде што гореше богатиот. Зашто тој не треба да страда, затоа што тој беше безгрешен, но за да настрада гревот кој што требаше да гори наместо ние да гориме таму. Односно, Исус е Бог во основа и тој може да премине од една форма во друга без да направи нешто многу фама, но тој остана доследен да отиде во адот како што ние би требало да одиме и страдаше наместо нас, затоа што ги зеде сите гревови и ги стави таму каде што треба да бидат, во пеколот. И во Исаја 53 глава, знаете дека се кажува дека тој ги понесе нашите гревови. Ги носеше и ги однесе на крстот, но не ги однесе само на крстот, ако ги однесеше само на крстот, тоа не ќе беше доволно. Зошто? Тоа го кажувам. Затоа што простувањето во Стариот Завет, внимавајте ова, треба да се случат 2 работи за нашиот грев да биде простен. Прво, да се пролее крв, нели, платата за гревот е смрт.
Значи треба да се пролие крв. А втората работа која што се случувала е дека требало да се изгори во оген. Ако гледаме казната за гревот дека е смрт, а гневот Божи бил смирување на гневот негов со оган. Смртта на крстот не беше доволна за спасение. Знам дека е темата обширна, но ако го гледаме моментот каде како се жртвувале јагнења порано, во Евреите 10 глава се вели дека жртвувањето на животни било сенка и приказ на она што ќе треба да го направи Исус за нас. Односно, како се жртвува животни во Стариот Завет, така треба да се жртвува Исус Христос за нас. Односно, Исус умре на крстот, ги однесе гревовите во адот и за да се смири Божиот гнев, гревовите гореа. Тоа е проста логика и ова не е нешто што јас го кажувам. Извинете што нема стихови, не постоje стихови кои што може да го кажат ова, но ова го кажуваат Џон Калвин и Мартин Лутер. Мислам дека се доволно звучни имиња. Тие се двата најголеми реформатори кои што постојат во христијанството, кои што кажуваат дека ова морало така да биде, така да се случи, затоа што старозаветното жртвување на животни треба да е приказ на она што се случува во адот. И простете што нема стихови за ова, но тоа е животот. Треба да се базираме некојаш и на логика. Освен протестантската деноминација, другите две деноминации за кои што знаеме веруваат дека за спасение, освен верата која што имаме, со која што му ги предаваме гревовите на Исус Христос во покаяние, се потребни и дела. Но јасно е дека човечката душа е вечна. Јасно е дека Исус отиде во пеколот за нас и она што може да го заклучиме од пораката денес која што ја кажав е дека Исус многу претрпе. Исус многу направи и отиде во адот, го фрли гревот и ги зеде сите оние кои што му беа верни, кои што му веруваа, кои што го сакаа и кои што до крај останаа доследни да си ги земе со себе онаму кај што треба да бидат, а тоа е во небесата или на небесата, како што кажавме на македонски. Нешто што секој од нас треба да го внимава кога зборува. Јас нема да одам во рајот, јас ќе одам на небесата. Затоа што сега, после воскресението на Исус, за нас, верните, наследството е небесата. И кога Исус рече се сврши на крстот, гледаме дека не значеше дека тука е крајот, затоа што ги однесе гревовите во пеколот, во подземјето. Последното јагне кое што се жртвува за нас, го поднесе Божиот гнев, слезе до пеколот и ги фрли нашите гревови таму. Спуштајќи се во адот, во понизност и љубов, покажа големина, покажа добрина, покажа милост, вечна милост. Така кога еден ден јас ќе умрам, нема да одам во адот, нема да одам во пазувите на Аврам, јас ќе одам на небесата, да бидам со мојот Господ и Спасител Исус Христос. Амен.